Заради експресниот пат Штип-Радовиш ќе страдаат нивите. Државата наскоро ќе го започне процесот на експроприација на земјиштето кое според проектот за експресен пат ќе им биде одземено на земјоделците. Процесот низ кој треба да поминат на дел од нив им беше објаснет денес во Штип. Сето тоа што ви се наоѓа на вашата парцела, катастарска парцела, која што ќе биде предмет на експроприација, значи независно дали се работи за насади, за посеви, за шуми, за што и да е, значи сето тоа ќе биде предмет на експроприација и ќе биде проценето од страна на Бирото за судски вештачења. Така што откако ние ќе ги добиеме сите тие документи, целата таа документација ја доставуваме до Државното правобранителство и тие се должни, значи, со целосната документација кога ќе имаат на увид да направат предлози за експроприација. Освен правната процедура на денешната јавна расправа се дискутираше и за прашања кои ги мачат граѓаните кои имаат имоти на овој потек. Јас сум државјанин на Германија. Добро. Немам право тука да отворам конто. Мислам Да отворите сметка, така, да. Дали може да отворам сметка на друго име? Значи не на моето име, например на брат ми или на сестра. Секако дека може да стови велам, тоа не е никаков проблем, се подразбира. Доколку вие си имате верба дека сепак тие ќе ви ги исплатат средствата, за нас не представува никаков проблем. Процесот на експроприација на земјиштето ќе започне наскоро, со што се ствараат услови наскоро да се започне и со градежни активности. Експресниот пат ќе се прави на потегот од Долани до Радовиш. Карактеристично е што од 7-миот километар до 27-миот километар е сосема нов пат, додека од 27-миот до 37-миот се проширува постојниот пат што сега е во употреба и до него се прави нов паралелен пат кој ќе биде како алтернативен за да може да се обезбедуваат и земјоделските површини кои се од левата и од десна страна. Според проектот, предвидено е на патот да се вози по 2 ленти кои ќе бидат широки по 2,5 метри, а ќе се изградат и 2 ленти за застанување широки по 2 метри. Вкупната ширина на патот е 11,4 метри, а изградбата на истиот ќе чини околу 60 милиони евра. Сепак, она што денес не беше кажано, а требаше, е за колку пари државата ќе му ја земе земјата на народот.